Последните обилни врнежи уште повеќе скомплицираа жетвата на оризовата култура и им го загорчија животот на земјоделците. Комбајните буквално заглавија со полните со вода и кал ниви, па сега сите чекаат што ќе кажат синоптичарите и какво време ќе донесе утрешниот ден. Дождливата есен од време на време им дава шанса да жнеат само комбајните кои се движат на глесеничари, бидејќи гомашите често заглавуваат во калта. Кога на сите макини на земјоделците ќе се надодадат полегнатите посеби и поскапата жетва за единица површина, тогаш разбирлива е загриженоста како ќе заврши оваа производствена година, односно кој што ќе спечели и што ќе загуби. Во Ризарско денеска беше пусто, како половина поледа не стои за жетва. Дури еден комбајн беше оставен на дождот, заглавен во калта. Овој комбајн овде позади нас е само слика дека поради обилните врнежи од дожд, жетвата застана последниве 2-3 дена. Земјоделците очекуваат дека доколку се подобрат временските услови за време на викендов, ќе продолжат со жнењето. Најавите на метеоролозите дека се очекува драстично намалување на температурите ги исплаши земјоделците да не им се повтори 1987 година, кога дел од неожнеаните ниви ги покри снежна покривка, па класето се вадеше од под снегот. Есенва не се задоволни ниту земјоделците кои веќе го собраа родот, бидејќи арпата е со преголема влажност, па се принудени да чекаат сончево време, да ја исушат и да ја складираат. Трговците мудро го одложуваат откупот со образложение дека им треба сува и квалитетна арпа или белорис, за кој ветија откупна цена од 50 денари за килограм. Како и да е есенва, оризопроизводителите ги очекува тешка и неизвестна есен, во која ќе стравуваат до самиот крај, дали ќе успеат да го соберат и продадат производството во кое имаат вложено големи средства.